Почитувани, јавното предпријатие Градски паркинг со години било оставено како штаб на сателитот на СДСМ, Демократскиот сојуз на Павле Трајанов. Денеска повторно ќе се послужам со податоци од свиркачи кои што точно потврдуваат дека власта е одлепена од реалноста, но и зошто Демократскиот сојуз на Павле Трајанов е верен партнер на СДСМ ДОИ. Демократскиот сојуз со години на подарок од СДСМ ДОИ го имаше јавното предпријатие Градски паркинг, јавно предпријатие кое што било претворено во своевиден штаб на Демократскиот сојуз, каде што се вработувале и се користеле привилегиите, но и се тргувало со влијанието. Почитувани, ова јавно предпријатие со пари од граѓаните ги вдомило, речи си, цело председателство на Демократскиот сојуз, нивни роднини и деца, брачни партнери, па и внуци и други роднини. За почеток, ќе почнем со листата на Владимир Кроневски, најчесто споменуваното име при аферата бесплатен паркинг за функционери од власта. Кроневски е помошник директор, а е член на председателството на Демократскиот сојуз. Таму е вработена и сопругата на Кроневски, Катерина, како самостоен референт. Кумот на Кроневски, Дејан Лазаревски, е советник од СДСМ во Карпош и е вработен како стручен соработник во паркинзи. Кумашинката на Владимир Кроневски, Наташа, е вработена исто така во Градски паркинг. Не останал покус ниту Павле Трајанов, председателот на Демократскиот сојуз. Раководител на внатрешна контрола, роднина на Павле Трајанов, Даниел Евтимов. Стручен соработник за планирање, Ѓорги, братот на Даниел, воедно роднина на Трајанов. Славчо Јованов, помлад референт, роднина на Павле Трајанов. Петар Василов, кумашин на Павле Трајанов, исто така вработени во паркинг. Филип Антовски, близок соработник на Павле Трајанов. И секако Славче Јовановски, уште едно од името од оние списоци за повластени неплаќачи на паркинг, односно луѓе што овозможувале функционери од власта да паркираат бесплатно. Почитувани, листата е долга, листата на вработени високи функционери и роднини на Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, исто како што е долга и листата на неплаќачи повластени за паркирање во Скопје. Демократскиот сојуз на Павле Трајанов годините верност на СДСМ ги наплатува од вас, од паркирањето, од буџетот, а јавното предпријатие Градски паркинг го претвориле во своевиден партиски штаб со привилегии за телефони, службени возила, трговија со влијание. Почитувани, ова е веројатно најголемата причина што Павле Трајанов и Демократскиот сојуз се уште нем привезок на политиките на СДСМ и на ДОИ. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на прашањата поставени до прес-центарот на ВМРО ДПМН во однос на обвинувањата од СДСМ за најавата за нови автобуси и нови проекти од председателот на ВМРО ДПМН и лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Почитувани, ние нема да прашуваме зошто Зоран Заев и во кое својство се фали со минималната плата, иако веќе Зоран Заев не е премиер. Нема да го поставиме тоа прашање затоа што е совршено јасно дека Димитар Ковачевски е пиунот преку кој што Зоран Заев продолжува да ја краде и уништува државата. Но затоа ќе одговориме дека лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски најавува проекти, меѓу кои и за мега набавка на најмалку 100 електрични автобуси, како човек кој што ја доби мнозинската подршка од народот на последните избори и како лидер на ВМРО ДПМН кој што држи до зборот и до ветеното. Ја разбираме нервозата во СДСМ, која што целата енергија, кога веќе има целосно отсуство од работа во институциите под нивна контрола, и таа енергија ја насочува кон деструкција и дезинформации. Одговорна партија досега ќе излезеше и ќе го поздравеше проектот со кој што ќе се преполови загаденоста на воздухот во Скопје, но жално е што СДСМ е против набавка на најмалку 100 нови електрични автобуси, против преполовена загаденост на воздухот во Скопје и СДСМ е против фабрика со 500 нови вработувања. Тие градеа хациенди, дивоградби и местат тендери, ВМРО ДПМН прави промена и создава иднина.
нека продолжат да напаѓаат, ВМРО ДПМН ќе продолжи да работи. Ви благодарам.